во фудбалот бев заљубен. Например, јас и денеска многу мои пријатели се чудат кога им ја кажам, да речеме, не знам, составот на екипата на мајсторката меѓу Југославија и Шпанија 74-та во 72-та во Франкфурт. Така? Или, например, друг тим, некој како ги знам, или многу често се случува, например, со Лазо Лечич кога ќе седнеме и кога ќе разговараме за бивши југословенските кошаркари и кога му се смеат стално, викаат, абе Стевче повеќе ги знае кошаркарите, која улога играл, колку бил висок, колку коша дал на кој натпревар и така натаму. Навистина тоа бил период кога многу ми интересира спортот и мислам дека сепак е убаво што младите имаат некои своји идоли. За мене, например, тогаш бил Зоран Славнич бил мој идол, Драган Джајич, така. Сега се за нив, не знам, Пандев, за некој Врвица Стефанов. Да, Врвица Стефанов или Кире Лазаров. Так. И убаво е што младите имаат некои позитивни личности кои што се нивни овакво нивни идоли и убаво е што секое време се има своји идоли. Да речеме, тоа било време кое јас сум имал своји идоли и многу сум сакал да се поистоветам со нив. Так. Да бидам сличен нив и така натаму, дури, како да ви кажам, постојано тоа било моја обсесија. Фудбалот, кошарката. Едно прашање повеќе меѓу нас двајца, отколку што мислам дека ги засега гледачите онака што се вели интензивно, но мислам дека ќе ги заинтересира кој ќе го поставам. Постои ли меѓу каратистите промашен човек, утнат? Помниш ли некого? Ајде политички ќе ги разграничиме, значи тие што, да речеме, се од другата страна во другата политичка опција, но дали постои, мислам дека процентот на луѓе кои што се бавеле со карате, кои што се успешни луѓе денеска е многу голем. Сакам да те прашам за стабилноста, за одлучувањето. Каратето е интелигентен спорт. Значи, како да ви кажам, не може човек со низок коефициент на интелигенција да практицира карате. Значи, каратето во тоа време, да речеме, една борба беше 2 минути и тоа е 2 минути надмудрување. Во каратето, ако имате добра техника, не значи дека ќе бидете добар надпреварвач, добар борец. Ако имате добра техника, немате добра брзина. Ако имате добра брзина, немате доволно сила, снага. Што велиме, значи секогаш мора да се надоградувате, но секогаш карши себе имате противник, кој што противник носи одлуки во милионитиот дел од секундата, а вие во исто време морате во милионитиот дел од секундата да носите одлука за тоа дали ќе напаѓате, дали ќе се браните, со кој блок ќе блокирате. И интересно е да речеме кај каратето што од противникот се што читате од очите. Значи, вие, например, во боксот, нозете не ви интересираат на противникот. Вие го гледате од половина нагоре. Во каратето морате да го гледате како цела фигура, али вие кога гледате во глава, па го гледате во нозе, ќе ја загубите борбата. Значи, вие се што тој има намера да работи, вие читате од неговите очи. И морате многу брзо да, значи, во милионите дел од секундата морате да носите одлука. И мислам дека тоа некако ми остана, како да ви кажам, во крв. Многу брзо носам одлуки. И обично кога носам брзи одлуки, никогаш не промашувам, не погрешувам. Не. Значи, тоа е, како да кажам, уште еднаш кога би се родил, повторно би тренирал карате. И така, тоа било една епизода од мојот живот од 9 години и речеме, нити имам намера да се вракам, нити имам намера повторно тренирам и така натаму. Секоја работа ја сваќам како една епизода во животот. Вклучем и мојата министерска функција исто ја сваќам како епизода во животот, како војник како сте биле. Значи сум бил на ослужување на војниот рок, тој траел 1 година, завршил и тоа е епизода од мојот живот во кој што, нели, поготово машките, ние секогаш сакаме да зборуваме за војската. Значи, тоа е еден период за кој што ќе се зборува. Сум бил министер, период за кој што ќе се зборува. Зависи кој како си поминал. Па добро и лошо, секогаш секој си ги кажува добрите страни, каде што бил важен или не знам како. Исто така да речем и за останатиот дел од животот. Но мислам дека најбитната работа е човек да успее воопшто во животот, да успее во професијата, да у мене ако одбере погрешна професија, ако не се снајде во професијата, тоа е страутно, затоа што последиците од тоа неснаоѓање не ги носи само тој лично, туку
ги сноси целото негово семејство. Околината, родителите не е исто, е едноставно за еден родител да гледа дали детето му е успешно или неуспешно, дали треба од пензијата да му даде пари или пак знае дека неговото дете е добро ситуирано. Тоа се навистина суптилни работи и кога би се вратиле на каратето, пак би рекол има многу малку луѓе кои што, да речеме, потоа не успеале во животот, затоа што во она време, барем јас додека тренирам, најголем дел тоа беа лица кои што беа факултетски образовани или беа студенти. Имаше меѓу нив и кои што долги години студираа, меѓутоа потоа станаа добри стопанственици, добри доктори, професори. Так. Кажи ми, кој е најчестиот совет што го даваш на твоите деца? И што би го дал, впрочем, и како родител, но и како човек, да кажеме, еве, и на комшиско дете, и на дете од роднини? Да бидат упорни. Да бидат упорни и сметам дека упорноста е многу битна карактеристика на еден човек. Значи, човек може да биде и помалку интелигентен и помалку образован, меѓутоа ако подготвен, значи да даде поголема жртва, да биде поупорен, сето тоа може да го надомести. По мене најголемата мана на еден човек е мрзливост. Може да биде и талент, може да биде и надарен, може но ако е мрзлив? Ако е мрзлив, тоа само Господ може да му помогне. По-ненадарениот со работа далеко повеќе. Значи по мене и мое главно мото е џабе работи, џабе не седи. Аз сум слушнал луѓе кои велат џабе ќе седам, џабе не работам. Јас мислам дека тоа е многу погрешно. Зашто мене на пример во животот ми покажало дека и џабе кога сум работел имам бенефицијата доаѓа. На пример ќе ви кажам, во Радио Скопје јас работев хонорарец новинар, најпред во спортска редакција, потоа во информативно-политичка на втора програма. Тоа беше еден многу мал, мизерен хонорар, готово беззначаен. Меѓутоа за автобус. Па така, за автобус. Меѓутоа тоа ми помогна прво да ја сменам дикцијата, да видам дека имам грешки во говорот, многу користев. Второ видов, иако сум бил скроз одличен ученик по македонски јазик и така натаму. Дека многу работи не знаеш. Дека лектор кој ќе го прегледа текстот, дека добиваш комплекс дека си неписмен. Следната многу битна работа е што, да речеме, тоа што работев во Радио Скопје ми помогна да заминам во Белград во председателство на Младина Југославија, да бидам стручно-политички работник и, да речеме, тремата од микрофонот ја изгубив тамо во Радио Скопје. Значи, таа моја џабе работа, готово, многу ми помогнала во животот. Имам и многу други работи за кои примери. Знам дека џабе, да речеме и тоа каратето џабе сум го тренирал. Меѓутоа јас лично сметам дека имам бенефити од него. Иначе ништо, нити пари се добивало, нити ништо. Туширање. Па, едно време, дома. на крајот имаше туширање, едно време немаше ни туширање. Како туширање, да речеме во... Ние кај Чедо имавме во кисела вода. Да, и јас таму тренирав. И ти таму беше? Добро, ама ти си генерација, да, пред мене. Окей. Ајде кажеме на анегдота, еден наш политичар кој бил на гости кај Клаус Кинкел. Добро. И биле на работен доручек и тој му рекол ќе ви понудам фер договор. Вие да зборувате 5 минути, јас да јадам, па потоа јас ќе зборувам 5 минути, а вие да јадете. И добро рекол, прво ти ќе зборуваш, јас ќе јадам. Како е во Македонија, нормално почнува и почнува со подпрашања, поминуваат 45 минути. Тањирот кај нашиот политичар Пол, Клаус Кинкел си се најал и благодарам. Така да и јас ако продолжим да зборувам, значи нема да можем ништо овде да јадам. Не, касни си слободно, јас ќе ти кажам дека денеска ќе имаме свинско сопченка. Но добро е што вие не јадете. Јас не јадам од една проста причина, значи јадам, пробав од салатата, но не јадам од една проста причина за тоа што обично снимам по 2 емисии. И тоа е првата. И јас ако читам, вие ќе мора да зборите. Да, тоа е првата причина, а втората причина е многу си ја сакам екипата тука и таа екипа мора да проба од она што сум го сготвил, но има и трета причина, еве ќе заборев. Мисле тоа место хранарина го? Да, место хранарина сега е тоа модерно. Како ќе го ставиме оваа прекрасна чинија, оваа прекрасна салата на сајт, ако не успеат да ја сликат. Ако ја сега разбрчкам, ќе треба да правам нова. Значи си имаме аспекти. Ви се случило да имате гостин кој што не му се зборува многу и да мора се вие да зборувате? Да, ми се случило да имав гостин кој што многу тешко не би сакал да го именувам, затоа што станавме пријатели од тогаш.
градоначалник исто, и во моментот градоначалник на една скопска општина, некако многу тешко одеше муабетот, а до половина емисија. Од половина емисија отворивме една тема која што и сега повторно не би именувал, можат луѓето да си се навратат на муабетот, прилично приватна тема, тогаш се отвори. Се отпуштил. Да, се отпушти, веројатно и касна се напи малку и така да ни тргна муабет. Можам да ви кажам еден виц на таа тема. Ајде. Имало некој надпревар на проститутки во Брисел и на надпреварот требало да оди и Пенка, некоја Пенка бугарка. И ја викнале во началството и рекле: Пенке, оваа работа не е добро да си прва, односно да сме први, ама сега па гледај тука некоја средина. Златна средина. И сега Пенка била, се враќа, што ќе видат лоурови венци, пат околу светот, круни. Така. Прво место, вика, добро, ма Пенке што направи? А вика, когајто беше, вика, теоретичкиот дел, аз бех на опашката. Когај доде практичкиот, отпуснах се и избих на прво место. Значи, кога дошло оној дел кога јадењето било готово, така. Значи, вашиот гостин се отпуштил и... Се отпуштил и почна да прави муабет. Веројатно дотогаш не верувал дека... Дека готвам. Не, да. Мислел дека некој е готово јадење. Да, многу луѓе се чудат, велат зарем ти готвиш, и најдобрата реклама на оваа емисија се всушност самите гости. Значи, ова е свинско месо со пченка и со боранија, значи онаа зелена што ја викаат моливче боранија, малку домат. Сега ќе го оставиме уште малку да издинста, затоа што пченката е варена, доматите се свежи, а и боранијата е варена. Ќе го оставиме малку да издинста вака на водичка, ќе го попуштиме малку тука, затоа што ни е малку слабо. Ќе преидеме на следното прашање, затоа што полека добро се движиме во емисијата. Кажавме дека си упорен. Сакам да кажам една работа, извини. Повели. Мислам дека со ова подготвувањето не фолираш. Кога те гледам дека ностоп појачуваш и го заслабнуваш температурата на не ми купуваат нов шпоред продуцентите. Значи дека ја познаваш работата, не е само ставија, него се гледа дека дозираш. Значи нема фолирање. Нема фолирање дефинитивно, а и треба нов шпоред од оние со рамни плотни. Рамни плотни, да. Тие сами го регулираат. Има термостат внатре и ако вклучиш, да речеме, на четврка, во моментот кога е повеќе од четврка, ќе го изгаси, па пак ќе го вклучи. И не можеш да динсташ на ова, ама не сакам да ја менувам плочата, затоа што на неа ми се лепат спонзорите. Не, ќе терам малер, така да не ја терам. Извинете што ме прекинав. Не, нема никаков проблем. Значи, сакам да поставам едно прашање, да отвориме уште некои работи за тебе, иако многу работи отворивме за твојата личност. Се случило ли дома нешто да сготвиш? Нема многу да те распрашувам за тоа дали готвиш, што ставаш, како ставаш, но дали се случило да те фати малку? Па, добро, се случило скара, например. Да, тоа е нормално, човечки македонски. Готвење, не. Инаку искрен да бидам, можам да сготвам, не ми е тешко. Па дури и манжа да запржам и така натаму и тоа знам. Значи, кога треба да ја завршиш работата, знаеш дефинитивно кои се правилата да го направиш тоа. Па, искрено да бидам, многу, како да кажам народски, не се калдисувам околу тоа што има за јадење. Можам да каснам и било што, само доволно да бидам најаден, значи, некое посебно внимание, да мора да се направи ваков или таков ручек, не посветувам, што мислам дека ми е мана, негативно. Така. Повеќе, како да ви кажам, јадењето, односно ручекот и така натаму е како некоја нужност која што треба се заврши и да се продолжи понатаму, отколку некој уживање. Тоа е веројатно дел од карактерот. Па, дел од карактерот. Да, ја уживам и да готвам, уживам и да јадам, веројатно се гледа по мене. Каде сакал да имам таа карактер на сад? Не, затоа што сме слични по многу други работи. Значи, јас сум упорен, многу прилично, а поразот обично го сваќам како нормална работа и одам кон нова победа, независно, не се срамам од тоа што го работам никогаш. Да, и јас. Значи, многумина велата, како, значи,
човек со високо образование па готви на телевизија. Викам, тоа го правам затоа што тоа го сакам, а тоа што сум високо образован, затоа ја донесов емисијата на ова ниво, на кое што е. Значи не е некакво ниво кое што би било малку со прашалник. Друго сакам да те прашам, каде си јадел нешто што ти оставило впечаток?